Македонска фирма за сервисирање и одржување на лифтови 4 години добивала тендери. На последниот откриено е дека аплицирала со фалсификувани документи. Скандалот го обелодени антикорупцијска комисија. Досега се знае дека оваа фирма добила дури 90 тендери, најголем дел од нив во државни институции. Се почнало од последниот тендер во градската општа болница, каде конкурирала фирмата за лифтови. Поради сомнеш во документацијата до антикорупционерите била доставена представка, пошто случајот добива скандалозна димензија. Она фирма што не постои, што ја нема во правниот промет е фактички една фантом фирма, што велиме со некој си свој домен, што всушност ги правила фалсификатите. А оваа фирма што постои, ги користела сертификатите за да конкурира на нејзино име, за да конкурира да го добие овој тендер. Целиот случај, според антикорупционерите, е пример за криминал и корупција. Македонската фирма за лифтови, потребните документи меѓу нив и ИСО сертификатите ги обезбедувала од друга македонска фантом фирма која ги обезбедила фалсификат сертификатите, прикажувајќи се како соработник на лиценцирана хрватска фирма за овој тип на документација. Фантом фирмата успеала да го фалсификува и подписот на директорот на загребската фирма. Антикорупционерите бараат итна реакција од институциите, особено од обвинителството. Ке поднесат иницијатива за кривична одговорност на фирмата која ги добивала тендерите. Поголемиот дел од сепак договорните органи се сепак јавни институции кои давале буџетски средства за овие договори, што значи оштеден е буџетот, да. Несомнено, но стои зад ова стои класичен криминал. Класичен криминал, тоа ми е поентата и таквиот криминал навистина Владо упати на тоа и на слабоста на законот за јавни дави. А оваа група што добро си функционирала на македонскиот пазар, ја знаела слабоста на законот. Не разбирате? Во што е и навистина. Па тоа е секогаш прво слабостите. Попрво. Да, и јас се надевам дека навистина експресно ќе постапи. И замислете која е опасноста со лажни сертификати, а лифтови животи се во прашање, мислам тоа е на друга димензија. Охрабруваме борба со корупција и криминал. Изјави за телевизија 24 вице-премиерката за креирање на политики за добро владење Славица Грковска. Со Државната комисија за спречување на корупцијата имаме редовна и конструктивна соработка. Ги охрабрувам надлежните институции сериозно да ги земат предвид констатациите и укажувањата на комисијата и во согласност со своите надлежности, а врз основа на утврдената состојба да покренат соодветна постапка. Антикорупционерите веќе стапиле во контакт со загребската фирма. Не е исклучено списокот на тендери што ги добила македонската фирма да се прошири. Антикорупционерите се сомневаат дека и други тендери се добиени со фалсификувани документи. Овој скандал отвора и други бројни прашања, како е можно институциите да не регистрираат фалсификувани документи и дали ваквите големи пропусти може да значат и крајно загрозување на безбедноста на оние што ги користат лифтовите.